манастирското стадо. На побожниот псалт многу му се допаднала неговата работа. Тој со своето стадо длабоко навлегол во светогорската пустина и задоволен од таквиот живот, спокојно му се молел на Бога. Дознавајќи за бегството на својот љубимец, царот многу се натажил. Тој испратил луѓе да го бараат и во најоддалечените и зафрлени места од својата империја. Го барале и во манастирот Свети Атанасија на Света Гора. Но блажениот Јоан бил закриен од Бога и царските пратеници не го пронашле. Минувале денови и години, а блажениот Јоан, тивко и спокојно си живеел во строг пустинечки живот. Се молел на Бога и во своите молитви ги величел Божите достоинства. Еден ден, седејќи крај стадото што мирно си пасел, мислите го вратиле кон минатото. Паднал во длабок, молитвен, благодарствен занес кон Господа Бога и Пресвета Богородица. Во емотивниот занес, мислејќи дека никој нема да го чуе во околината, Јоан запеал црковни песни. Ангелскиот глас почнал да се разлева по височините на Света Гора во пријатни, милозвучни акорди. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. И нине и присно и во веки веков. Амин. Долго и сладко пеел емотивно растреперениот Јоан, не знаејќи дека во близина го слуша еден калуѓер. Стариот калуѓер бил до солзи потресен од милозвучното Јоаново пеење. Тој не ги симнувал очите од него и не можел да се начуди од каде во пустелијата таков ангелски глас, таков безпрекорен, величествен пеач. Дури стариот калуѓер пустеник забележал дека и овците не паселе, стоеле мирно и со начулени уши го слушале ангелскиот глас. Калуѓерот пустеник за ова го известил игуменот во манастирот. Јоан под заклетва бил принуден да му каже на игуменот дека тој е некогашниот учител и началник на дворските псалти во Цариград. Во сувото и испиено лице, игуменот одвај го препознал Јоан, големиот црковен псалт и љубимец на царот, со кого се сближил во Цариград. Со голема молба и со солзи во очите, скромниот Јоан го измолил игуменот да го остави на истата должност. Плашејќи се царот да не дознае дека неговиот љубимец се наоѓа во неговиот манастир, игуменот сам отишол во Цариград лично да го извести за случката со Јоана.
Господару, простете ме на вашиот слуга, но ве приколнувам во името на нашиот Бог. Родителски да изслушате мојата молба и да ми ја исполните. А потоа Бог ќе исполни вашата желба. Што сакаш, оче, од мене? Простете ми, Господар, што си дозволувам пред вашето височество. Но мојата молба е ништожна, а вашиот збор е конечен. Кажи ми што сакаш од мене и јас ќе сторам се да исполнам твојата желба. Прости ми, Господару, но и самиот знаете дека царскиот збор е светост. Тој е непроменлив. Точно така, оче. Но на вистина кажи ми што сакаш од мене. Сакам да ми подариш еден од твоите поданици, кој во овој час се моли за својата држава. Само тоа го сакам. А кој е тој? И каде е? Тој е кај нас. Има калуѓерски чин. Името му е Јоан. Јоан Кукузел. Кукузел? Да, Јоан Кукузел. Знаете, тој од мали нозе беше кај вас. Смирениот игумен на царот му е раскажал целата случка. За пастирскиот и калуѓерскиот живот на Јоан Кукузел, за неговата цврста решеност да си остане само како калуѓер и да живее скромен, побожен и испоснички живот. Царот со големо внимание го ислушал старецот и на крајот од се срце извикал: Многу ми е жал за најдобриот пеач. Жал ми е за мојот Јоан. Но бидејќи веќе се замонашил, нема каде. Душевното спасение е пред се. Нека биде по негова желба и нека се моли за моето спасение и за царството мое. Многу ви благодарам, ваше височество. Игуменот, благодарен на Бога и на милостивиот император, се вратил радосен во својот манастир и му ја кажал благовеста на блажениот Јоан Кукузел. Оттогаш Јоан бил слободен и спокоен. Јоан Кукузел за себе си одбрал во манастирот едно осамено место. Тука си изградил сопствена келија и едно мало црквиче посветено на светите архангели. Овде го минувал животот по 6 дена во испосништво и осаменост, а во неделите и празниците одел во соборната црква каде што пеел на десната певница заедно со другите псалти. Неговиот труд, приврзаност и љубов кон светото црковно пеење биле наградени со блажена небесна утеха.